Не плашете се од смртта, туку плашете се од слабиот живот. Џон Ф. Кенеди. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. А денеска разговараме на темата Мементо Мори. Баш занимливо е дека денеска се погоди и денот да е задушница, христијанскиот празник или ден кој што се посветува на душите на мртвите луѓе, на оние кои што се упокоени. Изгледа дека повторно вишата сила си поигра со нас и не доведе до да ја снимиме оваа емисија сега. Сосема несвесно. Значи ние не бевме свесни дека тоа се случува, меѓутоа ето, сега кога разговаравме, увидовме дека точно е така. 1 ноември 2025 година. Значи денеска разговараме на темата Мементо Мори. Мементо Мори е израз од латински кој што значи практично запомни дека си смртен, односно запомни дека мораш да умреш, што би се рекло со други зборови кажано дека животот е привремен, дека трае, меѓутоа кога тогаш ќе заврши. И се работи за еден стоички израз уште од антички Рим. Значи овој израз е многу стар, иако е повторно популаризиран за време на Ренесансата и во средниот век, меѓутоа изразот доаѓа уште од античкиот Рим и од стоиците во Рим, кои што увиделе дека многу често луѓето бегаат од смртта, се обидуваат да ја ишнат на страна, како досадна мува, но таа повторно се враќа. И оние кои што сакале да бидат зрели, оние кои што сакале духовно да работат и да се продухуват, сватиле дека штом смртта не можеш, иако ја ишкаш на страна, што не можеш трајно да ја ишнеш, значи има тука нешто околу кое што треба да се посвети внимание, а потоа преку стоицизмот и преку некои други и филозофии, и религиозни, и духовни движења, се тргнало и кон патот да се прифати смртта и да се прифати смртноста. Значи, значењето на Мементо Мори, односно запомни дека си смртен, е потсетник за минливоста на животот, неговата привременост, што треба да не потикне на скромност, на доблесност и да се живее во моментот и да се ужива и сегашноста. Многу често овој израз како израз, напишан како текст, меѓутоа и како слика и во други форми уметнички се користи и во уметноста. Например, имаме често слики со черепи. Знаем дека во 18-19 век имало па и 17 век имало доста една обсесија со слики со черепи. Потоа во литературата се спомнува, во филозофијата, например стоицизмот, Сенека и Марко Аврели често се навраќаат на смртта и на нивната смртност, повторно од стоички аспект, нели, бидејќи тие се едни од стожерите на стоицизмот. Има и исто така и во модерната култура и литература, меѓутоа, како што ќе увидиме и како што ќе каже самиот свештеник, кој ќе му дам збор за кратко, денеска се случува бегање од смртта во модернизмот, во модерното доба, и тоа е една многу негативна појава, меѓутоа затоа ќе оставам свештеникот да каже повеќе. Пред тоа, само да докажам дека во барокната уметност исто така тие ваните слики се среќаваат кои што се посветени на кај смртта, а исто така и Мементо Мори се користи како мото, односно како слоган во масонеријата. Сега, ако размислуваме, ако работиме душевно, смртта треба да се прифати, но истовремено не треба ни да се идеализира и фанатизира. Значи, треба да играме онаа линија помеѓу да не бегаме од смртта, да ја прифатиме, меѓутоа и да не ја правиме идол, да не ја правиме цел самата по себе. Затоа што смртта неизбежно ќе настапи, неизбежно ќе дојде, нашиот живот е привремен, точно е тоа, меѓутоа животот сепак постои и покрај тоа што е привремен, тој еве го има, го живееме и ворете и да го доживееме. И ворете на крајот и да го изгубиме, односно да ни заврши. Значи двете работи се ворет. И заради тоа не треба да се идеализира и да се идолизира смртта и да се фанатизира. И тоа ќе разговараме за тоа повеќе понатаму како некои религиозни движења фундаменталистички ја идолизираат. И уште една мала работа која што сакав да ја спомнам пред да му дам збор на свештеникот е околу поврзаниот израз со Мементо Мори, а тоа е Carpe Diem, односно искористи го, односно зграбчи го денот. Ако Мементо Мори не потсеќа на тоа дека сме смртни, постојат два аспекта главни, според мене, кои што произлегуваат од потсетувањето дека сме смртни. Едниот аспект е дека смртноста треба да ја прифатиме, како факт на животот, како факт на постоењето. И да не се ужаснуваме од нејз. Меѓутоа вториот аспект е дека треба да го искористиме животот до неговиот максимум. Тоа е Carpe Diem.
Значи, тој е комплементарен, не е опозитен концепт. Значи, потекнува исто така е од антички Рим, од Хорацио. Значи, Карпе Дием мотивира активно живење без одлагање, повторно се актуализира, како што реков, во Ренесансот и Барокот. Значи, заедно со Мементо Мори и Карпе Дием се популаризира повторно во средниот век. И овие два изрази меѓу себе, да речеме, се во еден танц, заедно со оној третиот аспект кој што го реков, а тоа е прифаќање на смртност. Тоа беше мојот вовед за Мементо Мори, а сега му дам збор на нашиот мил и драг свештеник. Ти благодарам, професоре. Мементо Мори во својата дефиниција значи сети се дека мораш да умреш или свети се дека си смртен. Тоа е еден класичен древен подсетник за нашата крајност и привременост. Оваа тема мене ми е една од најомилените. Секогаш кога ни требаат теми за разговор со процесорот, јас предлагам некоја тема за смртта. До сега имаме снимено уште една, мислам дека тоа е 15-тата, ако не се лажам. Се вика разговори за смртта. Зошто толку многу сакам да разговарам на оваа тема? Дали сум морбиден? Тоа сакав и да го кажам, свештениче, изгледа си морбиден. Види, јас сметам дека западното општество во кое што ние припаѓаме во најголемиот дел има еден огромен, да кажам, мортифобичен нарав, се плаши од смртта. Се плаши од смртта во толкава мера што ги крие своите мртовци, значи мртвите тела, не зборува на таа тема, се преправа дека тоа никогаш нема да се случи, бега од тоа и така натака. Мене ми текнува кога бев мал и ќе почнав да прашувам работи за смртта и слично. Веднаш роднините или родителите ми викаа да не зборувам за тоа, дека не треба да се зборува таа тема и така натака. Едноставно, западното општество мисли дека ќе живее вечно ако ја заборави смртта. Меѓутоа, бидејќи тоа не е возможно, не можеме да избегнеме од смртта, а ние сите знаеме дека тоа не е возможно, не можеме да се лажеме објективно. И затоа мислам дека западното општество живее константно во една прикриена невроза или анксиозност, каде што се бориме за еден миг повеќе да поживееме или повеќе да се реализираме пред да умреме. Како еден вид на глушец кој што од ненаситност се повеќе и повеќе храна бута во устата, се додека таа не му пукнат образите, тој мисли дека колку што има храна надвор, толку треба да стави во устата. Како западното општество е како некој алчно животно кое што не може да се засити од материјализмот и не може да се засити од постоењето. Зошто? Па бидејќи ја негира смртта, бидејќи не се соочил со својата реалност, а тоа е дека е минлив. Дека сите конструкти кои што ги има изградено како држави, империи, концепти ќе исчезнат и не само тоа, сите градбени единици негови, како индивидуите во тоа општество ќе исчезнат, неминовно. Дури и да се измисли некој лек за бесмртност, тоа не значи дека бесмртноста ќе може да постои. Секогаш крајот некогаш ќе се случи. Не може да се избегне смртта. Дури и да живееме вечно, да ги искоренеме сите болести, секогаш ќе постои војна, ќе постои несреќа, ќе постои космички некои финални Армагедон моменти и така натака. Не може да се избегне смртта. А ако успееш толку многу да се ставиш себе си во едно стаклено звоно, да се спасиш и да живееш вечно, тогаш веќе не живееш, преживуваш. Тоа не е живот. Ти веќе си умрел. Така да сметам дека Мементо Мори е многу важна тема која што мене лично ми е многу интересна, бидејќи многу важна, бидејќи секогаш кога ќе се потсетам себе си дека сум смртен и дека нема да бидам вечно тука, работите ми влегуваат во перспектива. Сваќам што е важно и каде на вистина треба да се фокусирам, кои работи во животот ми се важни, кои работи ми се нешто за кое што треба да бидам благодарен и за кое што треба да работам, а кои работи се неважни, кои работи треба да ги оставам да си одат или да не се борам за нив, да не се грижам за нив. И заради тоа сметам дека оваа тема е многу важна. Како што кажав, западното општество бега од смртта и покрај тоа што христијанството
е религија која што буквално се бави со смртта и една од главните теми е смртта и како Христос ја има победено смртта и ние сите треба да ја победиме смртта во нас со тоа што ќе го најдеме Христос во нас, она присуство во нас кое што не може да умре, кое што ја победува смртта. Меѓутоа, општеството тоа што прави е бега од самиот концепт на смртта, самата вистина, бега преку организирање забави, преку бескраен материализам, преку некое бесконечно планирање, создавање концепти, сега во модерно време преку дигитални бегства, игрици, порно, TikTok и така натака. Исто така една од новите опасности е вештачката интелигенција. Ние бегаме преку бескрајни разговори со вештачката интелигенција, која што е една од штетните работи на новата технологија. Меѓутоа, доколку сватиме дека смртта е неизбежна, тоа може да ни отвори многу голема врата до реализација дека бегството од овој концепт е залудно трошење на она кратко време кое што го имаме и ќе ни ги стави сите работи во перспектива. Значи, кога и да не знаеме која тема да ја одбереме, идеме на ке смртта. Така свештениче? Па зошто да не? Треба да ги подсетиме луѓето дека смртта секогаш не следи, секогаш е позади нас и мислам дека колку повеќе тоа се напоменува, толку повеќе луѓето ќе станат свесни дека нема бегање од смртта и ќе можат да се ослободат од оној внатрешен страв и внатрешен порив за се повеќе и повеќе материализам и се повеќе и повеќе несвесност. Туку ќе почнат да го живеат животот свесно, за да може да го проживеат вистински. Свештениче, се надевам дека си во право. Секако мислам дека ова, ако се постигне како ефект, би се постигнало на долг рок, нели? Бидејќи на краток рок гледаме дека тоа што се случува е во нарцисоидното бегање од смртта и подетинување. Мислам дека го зборувавме во разговори за смртта, ама го зборувавме и во семејството како основна клетка на цивилизацијата, каде што кажавме дека нарцисоидните тенденции потекнуваат од она подетинување општо кое што се случува меѓу популацијата, односно напуштање на одговорноста и напуштање на мудроста. А зошто? Главната причина е бегање од смртта. Значи, ако можам да останам вечно дете и да не мислам на ништо сериозно, тоа значи дека никогаш не може да дојде смртта и да ме потсети дека сум привремен, дека сум смртен. Туку јас ќе живеам вечно, бесконечно. Па затоа гледаме и луѓе кои што и на 40 на 50 години се уште се однесуваат како деца, се нарцисоидни, едноставно не зреле доволно за да надминат собствената нарцисоид. Не само тоа, туку одат во обратната поларизација, стануваат по-нарцисоидни. И дури оние кои што ги подсеќаат на нивните фалинки или кои што ги подсеќаат на нивната смртност, ги одбиваат како морбидни, како досадни, како парти брекери. Така, сега ти се запна сега ти да збориш за тоа, наместо да се забавуваш или да си го губиш времето на глупости. И убаво како што кажа ти, значи пример, оној ескапизам што се случува преку алкохол, преку видеоигри, преку порно, преку шопинг, исто така, преку гледање на серии, на филмови. Сето тоа е еден вид на бегање од стварноста. А една од основните стожери на стварноста е дека стварноста постои, ама и дека стварноста ќе заврши во оваа форма, таа во која што сме. Односно, тоа е смртта, нели? Значи, ескапизмот настапува и од аспект на бегање од смртта, така? Сега, ова е тој еден морално-етички аспект кој што би сакал да го разговараме. Нели, претходно спомнав дека смртта треба да се прифати, но не и да се идолизира и фанатизира, нели? Например, познати се оние религиски фанатици како бомбаши самоубици кои што сметаат дека ако се самоубијат ќе ги чекаат 72 девици заради тоа што му се пределе на Аллах и така натаму. Христијанството исто така се бави со смртта, будизмот се бави со смртта, даоизмот се бави со смртта, сите големи религии се бават со смртта, вклучувајќи го исламот. Меѓутоа, не сметам дека било која од овие религии, било која од оние духовни движења, во нив има вграден цинизам, кој што вели дека всушност животот е небитен и треба што побрзо да го фрлиш во служба на смртта. Тоа би било абсурдно. Туку мислам дека, особено христијанството, бидејќи со него и со будизмот и со даоизмот сум највеќе запознат, имаат еден аспект на прифатија смртта, меѓутоа не ја идолизирај, не ја фанатизирај. Кога треба да настапи прифатија,
и исто така прифати го дека постојано демне и наследи, како што рече свештеникот, меѓутоа истовремено прифати дека и животот е во ред и животот е во ред да се живее, иако е привремен. И интересното е што наизглед наивно, ако ја прифатиме нашата смртност и смртта како неизбежност, како нешто што ќе настапи крајот, тоа може да не доведе до цинизам, може да не доведе до депресија, нели? Бидејќи тогаш ништо од ова не е битно. Така, што е битно што правам јас или како се однесувам, зашто е битно да се однесувам етички или морално или се едно, кога на крајот ќе настапи смрт и што се тоа, никаква разлика. Или што е битно е да се однесувам и добро и да се обидувам да оставам нешто позади себе, кога тоа ќе го снема кога тогаш и едноставно после 10 генерации веќе нема да ми го памтат името или се едно, што и да е. Работата е дека кога ќе прифатиме смртта, тоа е дел од она зрење и просветлување, како што рече свештеникот, духовно зрење. Прифаќањето на смртноста и, да речеме, духовната работа преку прифаќањето на смртноста, обично, барем од моето искуство, води кон увидување дека ние сме дел од нешто поголемо, дека има смисла во целава работа, во целиот универзум, во постоењето, во битието, ако сакаме да го речеме тоа Господ или универзумот, или како сакаме, се едно, животната сила, животниот дух, меѓутоа има смисла, има зошто постоиме. Ние сме парче од постоењето, може би мало парче, меѓутоа без нас постоењето не би постоело, че ние сме она суштински битно парче. И поради тоа што сме дел од нешто поголемо, преку духовната работа и преку просветлувањето, односно преку прифаќањето на смртноста, почнува да се шири одговорноста. Во претходната епизода или во предпретходната го спомнавме исказот на Садгуру дека неговата одговорност е безгранична. Значи, одговорноста се зголемува кога почнуваме да увидуваме дека ние сме дел од нешто поголемо. Дека не сме само овој ситен човек тука ставен на земјата, на една планета која што лета околу сонцето, може би ќе падне астероид, комети ќе не снема, може би ќе има сончево зрачење ќе не снема, може ќе настане трета светска војна ќе не снема, значи небитно е тоа. Едноставно ние сме дел од поголемо нешто. Еве да го наречеме тоа Бог, да го наречеме Господ или универзум, се едно. Значи, штом сме дел од нешто поголемо, тоа значи дека животот ќе продолжи и после нас, а животот постои и пред нас, пред да се појавиме и од кој ќе завршиме. Тука ни се јавува идејата за низгенеративност, дека ние продолжуваме во она што се случува после нас. Да, не продолжуваме во оваа форма, како процесор, како свештеникот или како вие што не слушате, меѓутоа продолжувате во други форми. И истото се случува и со империите, со цивилизациите. Тие можат да продолжат и тие и продолжуваат, ама во друга форма. Например, цивилизациите продолжуваат во некои изреки, во некои филозофии, во некои духовни движења, во некои идеи кои што ги имаат. До ден денеска имаме, например, канализација, која што во европскиот свет било измислица на Римската империја, која што вовела канализација секаде. Или до ден денеска имаме тоа што се вика континентално право европско, кое што потекнува од Римската империја и значи концептот за континентално право потекнува од Римската империја, а потоа бива обединен во Јустинијановиот законник од Јустинијан кој што е роден во Тавор близу Скопје. Значи работите остануваат. До ден денеска го следиме христијанството. Тоа се појавило пред повеќе од 2000 години. Значи може да продолжат работите. Не во формата како што биле тогаш, меѓутоа продолжуваат. И ова тука се наоѓа оној аспект што се враќа морално-етички аспект дека треба да се однесуваме доблесно. Треба да се однесуваме морално и етички, заради тоа што тоа има позитивен ефект врз тоа како ќе се оствари целото битие понатаму, како што е предвидено. Апсолутно. И сметам дека ова е добра поента која што ја спомна, таа екзистенцијална перспектива која што ја спомна во однос на што е тоа што останува. Значи, кога ќе запамтиме, кога ќе се подсетиме себе си дека сме смртни и дека ќе умреме, дека неминовно ќе умреме, автоматски се поставува оноа прашање што е навистина важно. Што е тоа кое што треба да се одржи и како треба да се живее. И веќе почнуваш да ги вагаш на некој начин, да ги мериш работите, кои се минливи, а кои ќе останат. Ќе видиш дека 90% од работите во овој свет се минливи. Меѓутоа постојат вредности, постојат дела, постојат одредени работи кои што остануваат на еден или на друг начин. И смртноста
ја зголемува вредноста на се што е вистински живо и се што останува. Сега, оваа перспектива оди директно со оној најголем бенефит кој што Мементо Мори ни го носи, а тоа е бенефитот или придобивката во однос на перспективата. Кога ќе се подсетиме дека ние сме смртни, сите оние минливи работи за кои што си го губиме времето, сите оние нервози, целата онаа глад за мок, глад за внимание од другите луѓе, за превласт, за материјално богатство и така натака исчезнува. Ако си доволно интелигентен и ако навистина се подсетиш дека си смртен и ако ја сватиш важноста на смртта, сите овие работи исчезнуваат. И ти се враќаш на оно што навистина е важно. А тоа е твојата среќа, среќата на твоите блиски, времето поминато со блиските, времето поминато во љубов, во хармонија, во убави работи и така натака. Сваќаш дека животот е тоа. Животот е тие прекрасни моменти кои што треба да ги одржуваш и да ги негуваш. А не тоа бескрајна глад за валидација и за бескрајност која што нема никогаш да се реализира. И тоа е едната перспектива. Втората перспектива е уште поголема и таа е надконцептуална перспектива, а тоа е дека преку разбирање дека ќе умреш и доколку интелигентно се испиташ себе си што све ќе умре во однос на мојот живот, дали ќе умрат моите мемории, ќе умрат, дали ќе умре мојот концепт за кој сум јас, дали ќе умрат моите стремежи за иднината и така натака. Ќе видиш дека се што е создадено со помош на умот, во однос на концепти, во однос на идеи, во однос на мемории, ќе умре, ќе исчезне. На еден или на друг начин, порано или подоцна, дури ако го напишеш во книга и така натака, ќе исчезне еден ден. Меѓутоа, она што ќе остане е самиот принцип на животот. Она што тебе те створило, она око кое што ги гледа тие мисли е самиот живот во тебе. Тој живот доаѓа од некој физички закон за живот, од некој принцип, универзален принцип за живот. Тој принцип е тоа што тебе те оживува. Тоа си ти вистински. Кога телото ќе умре, тој принцип не може да умре, бидејќи тоа е закон на природата. Тој ќе се врати во оригиналниот принцип, ќе се врати во својата суштина. Тоа не може да умре, меѓутоа се друго може да умре. Кога ова ќе го увидиш, тогаш се случува едно многу големо ослободување и ти се повеќе и повеќе почнуваш да живееш не од позиција на твоето минливо его, туку почнуваш да живееш од позиција на овој принцип на животот, овој апсолутен принцип. И живеејќи од него, ти почнуваш да го цениш секој момент како засебен, како бескрајно важен. И секој момент и секој човек околу тебе, па дури и предметите околу тебе, почнуваш да ги сакаш со една алтруистична љубов, со една бескрајна љубов. Бидејќи веќе не ја мериш нивната вредност, дали се добри, лоши, корисни, бескорисни, туку ги гледаш во нивната оригинална форма. Овој момент на будење, кој што може да се случи преку прифаќање на смртта, е највисокиот момент на будење, според мен. Одлично, свештеникче, многу ми се допаѓа што ги спомна двата аспекта на надконцептуалност со концептуалност, односно да ги речам конвенционално размислување и постконвенционално размислување. Веднаш верувам дека ќе те потсети и на спирална динамика, каде што има различни фази во развитокот и како што знаеме, а за нашите следачи кои што не се сретнале се уште со рамката на спирална динамика, им препорачуваме да се вратат на првите наши епизоди каде што ја обработуваме спирална динамика. Таму, како што знаеме, имаше неколку фази и тие беа поделени на две категории. Едната категорија беше конвенционална, а другата беше постконвенционална. И во самата книга авторите има изразено дека конвенционалното размислување, односно кога се наоѓа некој или некој човек, поединец, заедница или институција, сеедно, организација во конвенционалните фази, тогаш размислува од аспект на немаштија. А кога се наоѓа во постконвенционалните фази, односно надконцептуалните фази, тоа што го викам јас и свештеникот, тогаш се размислува од аспект на изобилство. Сега, можеме да видиме веднаш од каде доаѓа менталитетот, односно светогледот на немаштија во однос на светогледот на изобилство.
Кога се плашиме од смртта, имаме светоглед на немаштија. Кога ја прифаќаме смртта, имаме светоглед на изобилство. И од таму доаѓаат двете. Значи, прифаќањето на смртноста, собствена, ама и на се друго во кое што учествуваме или не учествуваме, се едно, дека се има почеток и крај, значи дека сме почеле да размислуваме надконцептуално, и значи сме почеле да прекинеме да се плашиме од смртта, и тоа значи дека сега конечено можеме да се ослободиме, да живееме слободно, а тоа е карпе дием, тоа е зграбчи го денот. И само едно тангентијално ќе спомнам една работа. Свештеникот рече дека во секој од нас постои принципот на животот, оној наблюдувач кој што од внатре го доживува егото, ги доживува нашите мисли, сеедно нервози, потреби, стресови, стравови особено, па и стравот од смртта. Меѓутоа, како еден показател дека всушност егото е привремено и оваа наша форма, јас како процесор да речеме, е привремена и свештеникот тоа би го рекол илузија, јас би го рекол привремено, еден од показателите е дека нам ни доаѓаат мисли во еден момент, па после тоа ги снемуваат тие мисли. Па после доаѓаат други мисли, па ги снемуваат тие мисли. Па ни доаѓа некоја потреба, нагон, емоција, па ја снемува. Меѓутоа наблюдувачот кој што ги искусува сите тие постојано останува тука. Тоа е доказ дека наблюдувачот е траен, а дека нашето его, нашето јас е привремено. Па ако тој наблюдувач е траен, како сакам да го спојам со едно тангенцијално прашање или тема, а тоа е, сакам да спомнам со темата за панпсихизам, бидејќи филозофската идеја за панпсихизам е дека во секој делче од универзумот, во секој конструкт, во се нешто што постои, секој ентитет, постои психа, постои внатрешност. Па таа внатрешност доаѓа токму од тој наблюдувач. Тој наблюдувач е Бог. Тоа е аспектот на Бог кој што гледа во се и се преживува и се искусува. Меѓутоа, да не завлегувам во панпсихизмот, да се вратиме кон моменто мори. Свештеникот кажа дека прифаќањето на смртта конечно ќе ве ослободи да живеете слободно, значи да го напуштите светогледот на немаштија и да почнете да живеете со светоглед на изобилство. Некогаш ова напуштање, односно ова прифаќање на смртта се случува после големи страдања лични, кои што брзо не зреат, например, ќе ни почине родител или ќе ни почине некој многу драг, и тогаш сме присилени да се бавиме со смртта и да ја прифатиме. Нема бегање, починал, тоа е. И смртта и привременоста ја прифаќаме заради тоа што увидуваме дека така е и дека нема бегање од тоа. Починал човекот. Сега веќе сите прашања кои што не сте го прашали, сите разговори кои што не сте ги направили, сите работи кои што не сте му ги кажале, сега веќе не можете да му ги кажете ниту да ги прашате. Значи крај е тоа. И тоа ве приморува да сватите дека смртноста доаѓа, смртта е тука и мора да се прифати, нема бегање од истина. Ако мора да се прифати, тоа вас ве зрее. Ако ве зрее, ве носи кон просветлување, односно кон она што се, мислам дека и Садгуру тоа го кажуваше како една чиста радост на живењето, постојана радост во секој момент. Или тоа исто така и Шри Рави Шанкар исто така кој има кажано, се вика уметност на живењето, односно едноставно радост во самото постоење. Радоста доаѓа кога ќе целосно, апсолутно, духовно прифатиме смртта. Скоро во секоја епизода ја спомнуваме спирална динамика. Меѓутоа тоа е едно проклетство кое што јас и процесорот го имаме, а тоа е секогаш гледаме да ја допреме она највисока поента на секоја тема. Не сакаме да губиме време и да се замараме со површните чекори како да се стигне до највисокото, туку сакаме веднаш да стигнеме до највисокото и да го анализираме, па одгоре да одиме надоле и да ги наредиме работите. И тоа многу ни помага кога разговараме меѓу себе, меѓутоа знае да ни биде пречка кога разговараме со другите луѓе, бидејќи тие сакаат од доле да стигнат до реализацијата, тоа не е возможно. Бидејќи бескрено скалила има доле и секојаш ќе се заглавиш во лавиринти, во еден концепт, друг концепт, трет, па тој воведува до четврт и така натака, па еден мора да исклучи друг. Да, ова ме потсети на она една разлика што се прави помеѓу научна литература и другава литература што е за читање, да речеме, уметничка.
А тоа е дека уметничката литература ја води приказната и заклучокот следи на крај, а научната литература на почетокот има сиже кој што го кажува заклучокот, па потоа образложува што е, како се дошло до него, во смисла дека прво да се даде идејата за што се зборува тука, па сега ќе ви објаснам како се стига до тоа. Така обично следат научните трудови, освен во некои ептен филозофски и постмодернистички области. Меѓутоа во другите, особено во техничките науки, така е. А во уметничката литература, например, романи, фантастика, научна фантастика и така натаму, всушност контрапродуктивно е да се открие кој ќе биде расплетот на крај, нели? Туку треба самиот читател да си го доживее. И сега ме подсети баш свештеникот спомна разликата помеѓу кога јас и тој разговараме во контраст со кога разговараме со други луѓе, заради тоа што сметам дека повеќето луѓе сакаат едноставно да ја доживеат приказната, сакаат да се заведени и занесени од приказната, наместо да им се каже што е и како се стига до тоа. Тоа им е сувопарно и страшно, бидејќи ако им кажеме вие сте смртни, прифатете го тоа, тие поверојатно е дека ќе избегаат од истото, наместо да речат добро, кажете ми како да го направиме. А кога истото можеме да го преживееме низ приказна, па макар тоа било и животната приказна во која што си го гледал таткото цел живот и на крај потоа починал, и таа приказна си ја доживеал со таа кулминација и расплет на крајот, тогаш тие работи повеќе им се вржуваат или од друга страна ги фаќаат на неспремно. Некако на цака ги фаќаат луѓето. Што би рекол свештениче ти за тоа? Да, се согласувам, апсолутно така е. Мислам, кога гледаш филм или кога читаш некоја книга, секако не сакаш на почеток да ти кажат на крај убиецот ќе биде батлерот и после тоа читај, мислам, тоа веќе ја уништува, расипува приказната. Меѓутоа, кога станува збор за животот, јас сметам дека треба најпрвен на почеток, уште како мал да ти се каже која е поентата и која е целта, за после тоа ти сам да си ја напишеш приказната убаво. Свештениче, барем знаеме кој е убиецот на забавата тука, тоа е процесорот. Да. Исто така уште една забелешка која што ми текна додека ти зборуваше на почеток, кога велеше дека нема религија која што ја величи на смрт, беспотребна смрт, која што го гледа животот како неважен, како пречка. Меѓутоа мене ми текна за една хинду секта, која што е прилично забегана, обично живеат на плажи, тоа е многу интересно, се шетаат по плажи, палат огни, се бојат целите бели во пепел, меѓутоа пепелта е од запалени луѓе, пепел од луѓе, и толку многу, обично се и канибали, се јадат меѓу себе, меѓутоа не се убиваат за да се јадат, туку некој одлучи да биде утепан, го убиваат другите или да се убие сам. Малце е бизарна и чудна, меѓутоа сум читал за незе и навистина толку се чудни што стануваат фасцинантни, што се забегани и контраинтуитивни, бидејќи не го сметаат животот воопшто за важен и во секој момент може да им спопадне, да им текне дека е време да се убијат и се убиваат. Тотално рандом, случајно може да си седат некоја вечер, да си седат, да си прават муабет и на еден да му текне, време е да се утепам јас. И зема со ножот и се убива. И тоа е толку забегано. Меѓутоа постои таква секта. Да, несомнено дека постојат религиозни движења кои што ја воспеваат смртта и се заљубуваат и ја идеализираат смртта. Мислам, јас би ги спомнал тука оние радикалните исламски некои движења, особено ИСИС, кои што делумно ја идеализираат смртта и се многу морбидни во својата суштина. Едно е да танцуваш со смртта и да ја предизвикуваш, а друго е да изречно ја ставаш на пиедестал и да ја сметаш како... Да сметаш дека животот е всушност тука да служи на смртта. И ако наречеме се самоубиеш со бомба, како бомбаш самоубиеш, после тоа ќе одиш во рајот и ќе добиеш 72 девици. Тоа е бизарно заради тоа што ти повторно бегаш од смртта, затоа што сметаш дека ќе одиш во рајот, ќе живееш и ќе имаш 72 девици. Така, значи не викаш ќе ме снема и толку празно крај, нема ништо,
туку ќе добијам нешто за тоа. Меѓутоа, да го завршиш животот заради, односно да го потрошиш животот во таква цел, да го завршиш овој живот со смрт предвремено, е бизарно според мене. Но, од друга страна, например, имаме религиозни движења кои што, и ја и вака да речем, јас тоа што го кажав е дека многу повеќето религиозни движења имаат еден, се обидуваат барем да имаат еден здрав однос со смртта, во смисла да не ја закопуваат, да ја прифатат, да ја стават во фокус, меѓутоа да не се заљубуваш во неја. Тоа е, например, е така и нас во христијанството задушница, меѓутоа исто така еве, постои, например, во тој што е Теравада будизам, кој што се наоѓа во Тајланд, во Шри-Ланка, Мјанмар и Камбоџа, каде што луѓето многу често взимаат фотографија од мртовци, значи не фотографија од луѓе кои што биле живи, а сега се мртви, туку од луѓе кои што се сликани мртви или доаѓаат до гробишта или доаѓаат до мртви тела и медитираат на тие слики, на тие призори, или си замислуваат, имаат како една медитација која што е визуализација, например, на 9 фази на распаѓање на трупот, од свеж труп до прашина. Ова се вика Сатипатана сута. Идејата е да се намали приврзаноста кон телото, да се разбуди итност, нели, да се потикне етичко живење. Значи, некои религиозни традиции имаат и ваков, можеби морбиден однос со смртта, меѓутоа, нивната идеја е, нели, да го постигнат крајната цел. Не да се заљубиш во смртта, не да ја идолизираш, туку да ја прифатиш. Да, ние можеби на почеток започнавме доста силно и објаснивме највисоката поента на прифаќање на смртта, а тоа е онаа перспектива која што прифаќањето на смртта ти ја прави, перспектива за што е важно и што не е важно од една страна и на највисоко ниво ослободување од самото его, бидејќи гледаш дека е минливо. Меѓутоа постојат и пониски бенефити од прифаќање на смртта и од подсетување секојдневно дека си смртен. И тоа мислам дека се оние секојдневни моменти на присуство и моменти на благодарност кои што ти се отвараат кога ќе прифатиш смртта секојдневно. Доколку наутро се потсетиш, да речеме, дека ова е уште еден ден каде што си жив, меѓутоа овие денови не се бескрајни и си еден ден поблиску кон смртта, се јавува голема благодарност бидејќи си жив се уште, бидејќи не си умрел, си се разбудил и имаш уште еден ден пред тебе, а во исто време тој стравопочит кон смртта, бидејќи си поблиску кон неа, ти создава присуство, те прави со сила, те вовлекува во сегашниот миг и ти животот го живееш поинтензивно, барем за миг се додека ти трае тоа сеќавање дека си смртен. Затоа многу луѓе се тетовираат себе си или носат некоја алка или што и да е, кој што секојдневно и многу пати во денот ги потсеќа дека се смртни, дека ќе умрат и дека смртта им се приближува и тоа ги враќа во сегашниот миг и ги враќа во онаа перспектива на благодарност и на љубов кон тоа што го имаат и ги оттрга од оние мисли на кавга, на омраза, на нервоза или на некој чувство на неправда, зошто јас немам толку пари, зошто тој има толку пари, или зошто ја немам таа позиција на работа или во светот, така натака, или зошто тој човек не ме почитува, или зошто тие така лажно сведочеа против мене и така натака. Сите тие работи, кога ќе се сетиш дека ќе умреш и дека се тоа ќе исчезне и ќе биде заборавено за секогаш, ги трга тие работи на страна, исчезнуваат тие илузии, буквално се ресетира за момент мозокот и почнува интензивно да го гледа она кое што навистина му значи и се фокусира на него. Така да ова се пониски бенефити, да речеме, секојдневни бенефити, не се оние врвните како како гледање дека егото е илузија или така натака. Ова се мали моментални придобивки, меѓутоа како збир се можеби и поважни од овие највисоките. Бидејќи ако ти секој ден се потсеќаш дека ова ќе заврши, дека ова не е вечно, и ако тоа има
ефект кај тебе да те врати во сегашниот миг, да те направи поинтензивен, поблагодарен, помалку да се преоптоваруваш со неважни работи, а повеќе да се преоптоваруваш со своето семејство, со љубовта, со слободата, со вистината, тогаш тоа има поголема вредност него овие највисоките работи. Тоа е можеби најважното нешто што човек треба да го прави. Тоа е запомнување дека си смртен, меѓутоа во практичност, во пракса. И ние знаеме дека праксата секогаш е поважна од теоријата. Што би се рекло, во теорија, теоријата и праксата се исти, ама во пракса не се. И ова е добра точка, добра поетата која што можеме да ја завршиме денешната епизода. Мементо мори. Сетете се дека сте смртни, за да почнете да живеете. Или, како што е мојот цитат на крајот, од Свети Јован Дамаскин, умри пред да умреш, за да не умреш кога ќе умреш. Сега одиме со кратко сиже, па одиме со практични и прагматични совети за тоа како да ја прифатите смртта, бидејќи нема бегање. Денешната тема беше мементо мори, латинскиот стоички израз за седи се дека си смртен. На почетокот дадовме еден вовед на од кај доаѓа овој израз, дека доаѓа од античките стоици, уште пред појавувањето на Исус, значи пред нашата ера, и дека има поврзани изрази како carpe diem, кој што значи изграбчи го денот. Исто така кажав дека овој концепт на прифаќање на смртта се користи во уметноста, литературата, филозофијата и така натаму. И напоменав на почетокот дека смртта треба да се прифати, но и не да се идолизира и фанатизира. Потоа завлеговме во образложение зошто смртта треба да се прифати и можеби најглавната точка тука е дека едноставно е неизбежна смртта, па ти прифатил или не прифатил, таа ќе дојде. Значи подобро е да ја прифатиш и да ја немаш таа нервоза, која што кажува свештеникот, постојана нервоза околу твојата смртност, туку да почнеш конечно слободно да живееш. Свештеникот исто така ќе спомна како денеска во западниот свет, европскиот свет и тој што потекнува од него, се случува постојано бегање и криење од смртта и од смртноста. Ги разговаравме исто така и морално-етичкиот аспект на прифаќањето на смртноста, односно неприфаќањето, дека неприфаќањето води кон бегање од смртта, доведува кон подетинување, нарцисоидност, добивање на светоглед на немаштија, која што во спирална динамика го знаеме како конвенционално размислување, а дека прифаќањето на смртноста води кон просветлување, кон надконцептуалност и кон постконвенционално размислување како што е во спирална динамика. Исто така спомнавме дека смртта може само по себе да доведе до цинизам, меѓутоа ако навистина ја прифатиме и ако навистина духовно и душевно работиме на себе си, ќе откриеме дека сме дел од нешто поголемо, дека нашиот живот има смисла, нашата смрт исто така има смисла, односно нашиот почеток и крај, и заради тоа треба да се однесуваме морално, етички и низгенеративно. Потоа спомнавме неколку религиозно-духовни аспекти на овој танц со смртта и со мементо мори. Спомнавме теравада будизмот, христијанскиот празник за душница, и исто така ги спомнавме и оние религиозните фундаменталисти и морбидност, значи екстремност во уважување или заљубување во смртта, кога животот се гледа како алатка за смртта, наместо смртта се гледа како алатка за живот. Првото е морбидност и религиозен или секаков фундаментализам, циничен фундаментализам би рекол, во крај смрт, а второто е carpe diem, односно зграбчи го денот. Толку со сюжето, а сега одиме со практичните и прагматични совети. Искористи го цитатот или изразот мементо мори како упатство за твоите приоритети. Кога ќе се сетиш дека си краен и дека крајноста се доближува, нека тоа ти направи хиерархија на приоритети за каде треба твојот фокус да оди највеќе, а каде треба најмалку. Воедно, сеќавањето дека си смртен, нека разбуди во тебе чувство на благодарност за тоа дека се уште си жив, а воедно и присуство и интензитет за поинтензивно живење на овој живот и на овој миг. Во рамки на празникот за душница, исто така многу добра пракса е спомнување и давање на почит кон предците за тоа што не создале и за тоа што ја завршиле својата патека. И на крај, нека мементо мори не ослободи од неврозата и анксиозноста која што ни ја носи крајот
и нека не разбуди кон она што навистина нема да умре, а тоа е самата свест или самиот живот. Умри пред да умреш, за да не умреш кога ќе умреш. Свети Јован Дамаскин.